Секој од нас пред нова година пишувал честитка или писмо до своите најблиски, до своите херои. Во пресрет на годината на промените пишувам честитка и писмо до вас, мои сограѓани, бидејќи вие сте моите херои. Издржавте многу, не само оваа година. 30 на години вие со својата сила и умешност ги крепите и семејствата и државата. Вие сте силата на Македонија. Неспособноста на власта е поразителна, проблемите се големи, а моралот е погазен. Криминалот и корупцијата разјадуваат. Премногу е, никогаш не било полошо. Вие, мои сограѓани, заслужувате подобро. Мајки, полна почит и доверба во вас, и јас ве замолувам за доверба, за заедно да ги надминеме овие тешки времиња. Време е светлината да ја победи темнината, да се вратат надежта, моралот и насмевките. Верувам во вас. Природно е да имаме по некоја разлика, но сите имаме иста цел и таа не обединува. А тоа е обновена Македонија. Имаме сила за големи успеси и квалитет во 2024 година да создадеме иднина во која секој ќе се чувствува подобро. Ќе има повисок стандард, ќе има ред и поредок, морал и правда, промоција на националните и државни интереси. Добрите дела, вербата во луѓето и во Бога и стремежот за промени ни даваат мотив и сила. И знам дека ќе успееме. 2024 година ќе биде годината на промените. И да, не чека многу работа, но и голема победа за секој еден од вас. Прославете ги празниците во љубов, пријатно обкружување и добро расположение. Сетете се на сите кои ги сакате и замислете убави желби за секого кого го познавате. Ви гарантирам дека следуваат поубави времења. Мои сограѓани, ви посакувам добро здравје и подобар живот. Многу убави моменти вам и на вашите блиски. Многу среќа, радост и насмевки. Од се срце ви посакувам промени и иднина. Среќна, весела и успешна 2024 година.